Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат, се разбира емисијата Гласот на вистината. Мене ми е уште еднаш мило и драго што можеме и ова вечер се разбира да бидеме заедно, да се поучуваме од Библијата. Книга која што може да не учи на Божите заповеди и на Божите стандарди. Всушност Библијата е книга која што ни открива која е волјата Божја за нас, луѓето. Навистина видовме многу работи. Што е тоа во претходните емисии? Што е тоа што не приближува до Господа? Но овие предавања кои што се пред нас се разбира ќе можеме заедно да ја проучуваме Библијата и да ги проучуваме незините стандарди и преку нези да ја видиме волјата Божја за нас. Затоа што Библијата ни ја открива волјата Божја. Бог во Стариот Завет им зборувал на народот Божи преку пророците. Која е неговата волја за него? Всушност Бог и самото Свето Писмо ни открива дека двајца луѓе живееле по волјата Божја, Енох и Илија. Како резултат на сето тоа што тие живееле по волјата Божја, ги запазиле, ги зачувале Божите стандарди и Божите заповеди, Библијата ни открива дека Енох не виде смрт, ниту Илија виде смрт, дека Бог ги зеде кај себе. Затоа е многу важно да откриеме кој е волјата Божја за нас. Ова вечер ќе зборуваме за исклучително многу битна и важна тема. Тема која што е многу актуелна. А тоа е дали Библијата се уште е актуелна. Оваа прашање денеска се врти меѓу луѓето. Дали Библијата е се уште актуелна? По оваа прашање повеќе постојат и одговори. Како што постојат повеќе прашања, постојат и повеќе одговори. Јас само неколку ќе ги презентирам или ќе ги дадам. Прво, дали Библијата се уште е актуелна? Некои мислат дека Библијата се уште е актуелна. Некоја група на луѓе мислат дека таа воопшто повеќе не е актуелна. Трети па мислат дека не знаат. Нивниот одговор е не знам. Особено луѓето кои што воопшто не ја читале Библијата, доаѓаме до сознание дека тие луѓе не знаат дали таа е актуелна или не. Некој пак смета дека ние живееме во едно многу модерно време, каде човекот е толку многу напреден и дека Библијата за овој напреден човек е многу стара и дека ние всушност немаме ни потреба од Светото Писмо. Еве што вели псалмистот Давид, ќе прочитаме во неговите псалми. Ќе го отвориме псалмот 119 и ќе читаме од 17 па се до 19 и ќе видиме што псалмистот Давид ни зборува. И еве што вели Словото Господово. Покажи ми милост кон твојот слуга и ќе живеам и ќе ги пазам твоите заповеди. Отвори ги очите мои и ќе ги разберам чудесата твој на твојот закон. Придојден сум на земјава, но не ги сокривај од мене твоите заповеди. Секпак, псалмистот Давид ни дава во знаење што е многу важно и многу битно за нас, дека преку Божите заповеди можеме да ја узнаеме волјата Божја за нас и за нашиот, се разбира, живот. Во оваа време, кога човекот прави се што сака, од ден на ден, станува се побрутален, а животот негов се побесмислен. Токму смислата на животот се открива во оваа стара книга. Кога ви ја читале книгата на проповедникот, тоа е една старозаветна книга, ќе видиме што таму Библијата зборува по смислата на животот. Значи, денеска постои една група која што ја бара смислата на животот. Бара среќа во овој живот. Библијата зборува дека смислата на животот
Истреќата на човекот е точно во неговите заповеди или пак во неговите, се разбира, стандарди. Ако добро ги отвориш своите очи, ќе забележиш дека многу луѓе се обидуваат да ја подкопаат или пак да го урнат авторитетот на Библијата. Но таа е Божи збор и како таква си останува цврста, неколеблива. Библијата е единствената книга која си зема за право да ги поучува луѓето. Она што луѓето смеат да прават и тоа што тие не смеат да прават. Од луѓето се бара потпуна подчинетост и послушност на Божиот збор и на Божите стандарди. И заради тоа, се разбира, Библијата најудува на големи критики или отпор. Денешниот и модерен човек не сака никој да биде над него, туку сака да е слободен и независен. Библијата е единствената книга која сака на човекот да му докаже дека тој не е во состојба да биде независен и слободен. Затоа е доволен доказ историјата. Многу луѓе кои што го отфрлиле или ги отфрлиле Божите стандарди на Библијата, паднале на многу низок морал. Сметале дека кога би имало пошло во раката или власт во раката и можност би ја уништиле Библијата. Меѓутоа, колку повеќе се оддалечуваат од Бог и од неговите стандарди, човекот толку повеќе приоѓа во грев и станува роб на гревот. И се разбира пороците. Еве ќе отвориме во Евангелието на Јован, 8 глава, 34 стих и ќе видиме што Библијата, се разбира, ни зборува. Евангелие на Јован, 8 глава, 34 стих, вели: Исус пак им одговори или рече: Вистина, вистина ви велам, секој кој што прави грев, роб му е на гревот. Интересна работа. Исус вели: секој кој што прави грев, роб му е на гревот. Потоа ќе отвориме во Колосјаните 6 глава и ќе видиме што е таму запишано. Колосјаните 6 глава, поточно 3 глава, 6 стих и вели: Поради тие пороци доаѓа гневот Божи врз неговите синови. Синови се разбира на непослушноста. Гледате, поради пороците доаѓа гневот Божи врз синовите на непослушноста. Потоа ќе отвориме, се разбира, во Прва Солуњаните, и ќе видиме таму што Библијата навистина ни зборува. По прашање на пороците 5 глава, ќе го прочитаме 23 стих. Еве како апостолот Павле ги поучува Солуњаните по прашање на пороците. И тој вели: А сам Бог на мирот да ве освети наполно во се, и целата ваша душа, дух и тело да бидат запазени без порок се до дојањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Значи, телото, душата и духот треба да бидат запазени без порок, се разбира, се до дојањето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Овие три елементи ние треба да ги чуваме чисти, без порок. Потоа ќе отвориме во првото писмо, се разбира, на Јован, 3 глава, ќе го прочитаме 4 стих. И еве што или таму Библијата. Секој што прави грев, прави и беззаконие, и гревот е беззаконие. Потоа во таа иста глава, 8 и 9 стих ни зборуваат и ни велат вака: Кој прави грев од ѓаволот е, зашто ѓаволот греши од почетокот. Па затоа се јави Синот Божи за да ги урне делата ѓаволски. Секој што е роден од Бога
греф не прави, зашто семето негово пребива во него и не може да греши, бидејќи тој е роден, се разбира, од Господа. Интересна работа. Потоа, еве што вели поточно Свети Августин. Вели вака: криминалот се натрупува од ден на ден, и тоа најдобро ја илустрира оддалеченоста на човекот, се разбира, од Бог. Свети Августин докажал нешто сосема спротивно. Тој рекол: нема душата да ми се смири, се додека не најдам мир во тебе, Боже. Еве ќе отвориме во Евангелието на Матеј, 11 глава, и ќе го прочитаме 28, 29 и 30 стих. И еве што ни вели Библијата: дојдете кај мене сите вие кои сте изморени и натоварени, со тешки бремиња, јас ќе ве одморам. Земете го мојот јарем на себе и дозволете ми да ве научам, бидејќи сум нежен и кроток, и тогаш вашите души ќе се успокојат. Јаремот мој е лесен, како што е лесен и товарот што јас ви го давам, вели Исус. Се разбира, овде зборува Исус, но сепак ги запишал апостолот Матеј овие зборови. Ќе отвориме во 29-тиот псалом и ќе го прочитаме 11-тиот, се разбира, стих, и ќе видиме што ни зборува псалмистот Давид. И тој вели: Господи, ќе му дадем сила на својот народ, Господ со мир ќе го благослови својот народ. Значи, Господ ќе му даде сила на својот народ и Господ со мир ќе го благослови својот народ. Потоа во Псалом 37, 11, да видиме повторно што Давид ни зборува. Еве што таму ни е запишено: а кротките ќе ја наследат земјата и ќе се насладуваат во изобилен мир. Потоа ќе отвориме, се разбира, во 72-иот псалм и ќе видиме повторно што Давид ни зборува по прашање на мирот. Каде Давид, се разбира, наоѓал мир, и тоа ни зборува Библијата. Денеска многу нешта го притискаат нашиот живот. Денеска мирот го нема. За жал не постои ниту продавница каде би можел човекот да си набави или купи мир. Но кога ќе го читаме Словото Господово, ќе откриеме дека мирот Божи сепак доаѓа од самиот небесен престол. Всушност Библијата открива дека мирот доаѓа од самиот Господ Бог. Псалом 72, 3 стих. И еве што вели: горите нека им донесат мир на луѓето и речината праведност. Значи, горите нека им донесат на луѓето мир и речината праведност. Ке отвориме во Псалом 85, 8 стих. И еве што вели таму: ке чујам што Господ ке ми рече, Господ Бог, зашто тој зборува за мир на својот народ и на своите светии и на оние што од се срце му се него обраќаат. Значи, ако сакаме мир, ако сакаме благослов во животот, треба да му се обратиме на Господа искрено и од него треба, се разбира, да побараме мир. Само тогаш, кога потполно ќе се потприме на Бог и на неговиот збор, ќе најдеме вистински мир и, се разбира, ќе најдеме вистинска слобода. Божиот мир не го угнетува, ниту па го уназадува човекот, туку напротив сака да му биде добро. Библијата или Божиот збор можеме да ја споделиме со сообраќајни знаци на автопатот. Тие се поставени за да ни зборуваат, а не да ни го одземат животот. Значи, сообраќајните знаци се поставени на патот за да ни зборуваат, за да не предупредат, со цел, се разбира, да ни го запазат животот. Во таква прилика, совестниот и внимателен водач веднаш ќе ја прилагоди, се разбира, брзината. Но за жал многу луѓе не ги забележуваат сообраќајните знаци.
па некои дури сметат дека не се ни потребни, па затоа завршуваат во бездната. Или крајот нивни, се разбира, е трагичен. Оно што денеска се случува, интересува секојдневно, ние читаме во социјалните мрежи дека секојдневно некој заминува од овој свет и тоа во сообраќајна несреќа. Зошто? Затоа што не се почитуваат, се разбира, сообраќајните знаци. Затоа треба да се почитува Библијата како што треба да се почитуваат и сообраќајните знаци. Покрај тоа што мнозина ја отфрлат Библијата како единствен врховен авторитет што се однесува до верата и до животот, сепак има такви кои секојдневно живеат според незините упатства и според незините правила. А тоа се духовно наново родени луѓе. Луѓе кои одлучиле да му го посветат својот живот на Господ Исус Христос и да ги почитуваат, се разбира, упатствата на Библијата. Токму тие луѓе се камен за стопнување, иако некој или на никого, се разбира, не му праваат зло. А тоа затоа што се обидуваат да ја пробудат свеста кај некои луѓе околу себе си. И затоа што својот живот го докажуваат дека Бог постои и дека ниеден грев нема да биде или да остане, се разбира, неказнет. Друг начин и напад врз Библијата е можен, уште поопасно, се разбира, од првиот. Некои луѓе тврдат дека Библијата е вдахновена книга, но велат дека има и други книги такви дел во литературата. Меѓутоа, Библијата е инспиративна книга или инспирирана од Духот Свети, па затоа и е поразлична од сите други книги останати. Луѓето секогаш наоѓаат причина да ја намалат вредноста на Библијата, велики многу патишта водат до Рим. Сето тоа сака да кажат дека има многу патишта и начини да се дојде во небото и дека никој не може со сигурност да потврди кој од нив е вистински. Библијата со својот апсолутен авторитет не ја дели својата позиција буквално со никого. Како да се стигне до небото? Библијата е таа која што ни дава точни патокази, точно ни зборува како можеме да стигнеме, се разбира, до мирот. Имајте, се разбира, убава, благословена вечер. Господ нека биде со сите вас, па се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно.